Се секавате минатиот пат, зборувавме за Бога Создателот. И видовме дека Бог преку своето слово ги нарекува безумни, им се обрека како на безумни на оние кои што велат дека Бог нема, Бог не постои. И на истите тие му милеа темнината, кој што вели Јован во своето Евангелие, затоа што ја засака, значи повеќе темнината отколку светлината, поради тоа што нивните дела беа зли. Луѓе кои што во една друга прилика, мислам во Исаија беше текстот кај што читавме дека прават злобни работи и велат кој не гледа, кој не слуша. За нив Бог не постои. За таквите Бог вели дека се безумни. Ајде да отвориме сега во Откровение 14 глава и ќе читаме првата ангелска вест, која што меѓу другото и минатиот пат ја читавме и ја поврзавме токму со Бога Создателот. Значи, ние имаме за цел, повикани сме да го објавиме и да го прославиме Бога Создателот. Што јасно се гледа од вториот дел од 7 стих, кај што вели поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори, кој што пак е препис од 4-та заповед, овој дел. Меѓутоа да се задржиме во оваа вечер на првиот дел од 7 стих. Значи повторно сме кај таа прва ангелска вест. Изборуваше со силен глас, значи ангелот: бојте се од Бога и подете му слава. На овој дел само. Бој се од Бога и подај му слава. Како, на кој начин се поврзани овие две нешта и што се добива како производ на сето тоа. И вредно е да се истакне, ние тоа многу добро го знаеме, дека оваа порака е упатена токму на народот кој што живее во последно време. Значи, се однесува токму на времето во кое што ние живееме. Зошто е потребно да бидеме богобојазливи, значи да се боиме од Бога, и како тоа да му оддадеме слава, да го прославиме. Што вели Пословици 9.10? Минатиот пат читавме Пословици 1.7, мислам дека беше, али еве сега сличен стих во Пословици 9.10. Стравот од Господа е почеток на мудроста и познавањето на светиот е разум. Значи, познавањето на светиот не е само вечен живот, е разум. И стравот од Господа е почеток на мудрост. Да отвориме сега во Данијел 12 глава и повторно еден опис на последното време. Како што вели самиот Данијел, кој ќе стане Михаил да го одбрани својот народ. Значи, Данијел 12 глава. Што велат првите 2-3 стиха? Во она време ќе стане Михаил, големиот кнез, кој ги штити синовите на твојот народ. Тоа ќе биде време на страдање какво немаше од како се луѓето па до тоа време. Во тоа време ќе се спаси твојот народ, сите кои ќе се најдат запишани во книгата. Тогаш ќе се разбудат мнозина кои спиеа во земјиот прав, едни за вечен живот, а други за срам и вечен презир. Се внимавајте. Разумните ќе блескаат како сјајниот небесен свод, и кои ги учеа мнозината на праведност како звезди довека во сета вечност. Ќе блескаат. Гледаме дека во последното време ќе имаме од една страна разумен, мудар народ, од друга страна оние што Библијата ги нарекува безумни. Безбожници. Луѓе кои што сакаат да живеат без Бога, како Бог да не постои. 10-тиот стих во истата глава вели мнозина ќе се очистат, значи, во тоа време. Ќе обелат и ќе се испитаат. А безбожниците и натаму ќе бидат безбожни. Безбожниците нема да се вразумат, а умните ќе разберат. Имаме безбожници, безумни и умни и разумни. А стравот од Господа е почеток на мудрост. Во која група сакаме да бидеме? Нема 3 групи, 2 групи се. Денеска мнозина ќе кажат за нас дека сме забегале, дека сме безумни. Што се занесувате со таа Библија? Дај живеете како и секој нормален свет.
И тоа Бог не гледа така. Стравот од Господа е почеток на мудрост. Богобојазливиот човек ја добива и мудроста. Станува мудар. А тоа води кон нешто друго, ќе видиме и подосна. Сега да отвориме во Јован 17 глава. Она Исусова молитва. В 17 глава Јован, 22 стих и 23. И славата што ми ја даде, им ја дадов ним, за да бидат едно, како што сме ние едно. Јас во нив, а ти во мене, за да бидат совршени во едно, за да знае светот дека ти си ме испратил и дека ги любеше нив како што ме любеше мене. Што значи да му оддадеш слава на Бога, да го прославиш Бога? Овде вели Исус дека славата што ти ми ја даде мене, јас им ја дадов ним, со тоа што тие се во мене и јас во нив, единство, едно прават, значи ние правиме едно, луѓето прават едно со Исуса и со Отецот, за да бидат едно, значи. Значи, богобојазливоста води кон, само богобојазлив човек може да го прослави Бога. А такви повеќе прават единство, односно се едно. Значи, за да се дојде до единство, едномисленост, ние треба да сме богобојазливи, во вистинска смисла на збор, богобојазливи. На тој начин ќе го прославиме Бога, а пред се Бога го прославуваме кога сме едно. По тоа светот осознава дека навистина сме негови следбеници. Значи, навистина во една таква ситуација сја е таа негова слава и може сите да ја видат. Единствени. А од друга страна, во Откровение 17 глава гледаме едни други кои што се единствени, и сега пак сме на онаа релација богобојазливи, разумни, оние кои што имаат мудрост, и тоа небеска мудрост, а од друга страна се безбожниците, безумниците, кои што исто така, со оние 10 цара, како што се вели значи во 12 стих, се истомисленици. Вели 13 стих, овие се истомисленици, па ќе им ја предадат својата сила и власт на зверот. Значи, овие ќе го прослават зверот, подавајќи му слава и значи, сила и власт. И овие ќе војуваат против јагнето, но јагнето ќе ги победи, зашто тоа е господарите и цар на царевите, а со него се повиканите, избраните и верните. Со него се оние кои што се богобојазливи. Оние кои што ќе му оддадат слава на јагнето, ќе му оддадат слава на царот на царевите, а не на зверот. Значи, две групи на луѓе. Едните кои што се богобојазливи, кои што го прославуваат Отецот, го прославуваат Бога, а другите безумниците кои што ќе станат против јагнето, ќе војуваат против јагнето. Исходот на таа борба го знае. Дали може би се уште се прашуваме на која страна би сакале да бидеме. Дали ќе избереме да денеска луѓето не нарекуваат безумни. Јас пак ќе се сетам на една ситуација кога полнајќи вода на едно од неколку чешмички ги има во Свети Николе таму со природна вода, пошто долги години беше оној проблем, сте слушале со загадената вода таму во Свети Николе и нормално избиравме да подобро пиеме бактериолошки нечиста, отколку хемиски нечиста вода од славините. И на едно такво идење да наполнам вода и се среќавам со таа мојата учителка од прво до четврто што ме учише. Нормално не може да ме заборави, ниту пак јас не изе, значи бев еден така од подобрите ученици, имавме еден многу добар однос со неа и слушнала наслушнала дека јас се дружам со Цобе, со Делчо, со Гоце таму. И ми вика, ме тргна настрана и ме прашува први како си, што си, добар ли се она. И после ми вика онака, знаете сега, што стана од мене, од таков надежен и така натаму, као,
со други збори да каже, си скредал, си забегал, немој со тие да се дружиш. Поентата и беше да ме поучи на некој начин, да се изберам некој друго друштво, не тоа. Да се манам, значи, од тоа што сум го почнал, меѓутоа, ете, тоа е тоа, дали ќе изберете денеска да ме нарекуваат безумни или пак не може, телесниот човек не може да ја свати таа небесна мудрост. Ти мислат дека се мудри, ама читавме минатиот пат, избезумеа во својата мудрост. Интелигенцијата ја користат не за да го прослават Бога, затоа што не се богобојазливи, не им треба нив Бог. Туку ја даваат во раците на ѓаволот, па ѓаволот од мудри ќе ги направи безумни. Како тоа Исус го прослави својот Отец? Во истата глава, Јован 17, ќе очитаме 4 стих. Јован 17:4. Само првиот дел, а потоа подоцна ќе се навратим и на останатиот дел. Јас те прославив на земјата. Факт е дека Исус и те како го прослави својот Отец. Па и тоа му беше животот, всушност, деноноќно. И сега да отвориме во Исаија 11 глава, она пророштво, прекрасно пророштво за Месијата, и видите кои елементи ги содржи ова пророштво за Исуса. Рековме, богобојазливост, што значи мудрост. Сето тоа води кон прослава на Отецот, на Бога. И видите што е запишено во Исаија, значи 11 глава, 1 и 2 стих. Ке изникне фиданка од јесеевите пенушки, стебло ке никне од незиниот корен. Господовиот дух ке почива на него, дух на мудроста и на разум, дух на совет и на сила, дух на знаење и на страв Господен. Што видите? Дори третиот стих вели, Господовиот страв ќе го вдахне. Господов страв имаше Исус, Исус беше богобојазлив, имаше разум, имаше мудрост. И ова сега ме подсетува на Данијел. Овде вели, Господовиот дух ќе почива врз него, значи кој што е дух на разум, на мудрост. А се посетиме на Данијел, сеќавате во времето на Валтазар, кога жената на Валтазар ќе се сети на Данијел и ќе му рече, повикај го Данијел, тој ќе ти го протолкува напишаното над зидот. И што вели во 5 глава Данијел, во 11 стих, значи ова е разговорот, жената му зборува на Валтазар, на царот, 11 стих, 5 глава Данијел. Во твоето царство има човек во кого е духот на светиот Бог. Вели, уште во времето на твојот татко се најде во него светлина, разум и мудрост, слична на мудроста на боговите. Светлина, разум, мудрост. Данијел и те како го прославил својот Бог во Вавилон. Еве читавме и за Исуса, значи. Дух на мудрост, на разум, на страв Господен. И те како беше прославен Отецот од негова страна. И еден друг елемент многу битен во неговиот живот, значи кога зборуваме за Исуса, ќе отвориме во Евреите 5 глава, Евреите 5 глава, 7 стих. Тој, се мисли на Исуса, во деновите на своето тело, или додека живееше на земјата, со други зборови, му принесе молитви и молби со силно викање и солзи на оној кој можеше да го спаси од смрт. Ова беше стихи што, мислам, денеска беше во пуката. И беше чуен заради богобојазливост. Што гледаме во овој 7 стих? Повторно истакната богобојазливоста што Исус ја имал и на кого што ние треба да се угледаме, и нешто друго, неговата целосна зависност од Отецот. Се молеше и тоа со силно викање и со солзи. Молитвата за која што стана збор за време на утриските стихови. Целосна зависност од Отецот. А тоа, всушност, создава и богобојазливост.
Да се навратиме сега во Јован 17 глава и да го дочитаме целиот стих. Зошто го оставив за малку подосна? Тука ќе поврземе уште 2-3 други стиха. 17 глава Јован 4 стих. Јас те прославив на земјата, вели Исус. На кој начин? Вели, го свршив делото што ми го даде да го извршам. Меѓу другото, Исус овде мисли на следното нешто. Филипјаните, 1 глава, 6 стих. Уверен сум во тоа, дека оној кој го почна доброто дело, че овде Павле говори, во вас ќе го доврши до денот на Христа Исуса. Бог сака и преку нас, Исус сака и преку нас, преку Духот Свети, да го прослави својот Отец, односно ние да го прославиме. Само богобојазливиот човек, испразне од себе си, кој што е целосно зависен од Таткото, од Бога, ќе може да дозволи да Светиот Дух, кој што го започна делото, и да го доврши. Да читаме во 2 глава Филипјаните, крајот од 12 стих и целиот 13, познати стихови. И заработувајте го своето спасение со страф и трепет. Богобојазливост. Зашто Бог е оној кој што го врши делото. Кој действува во вас да сакате и да постапувате според неговата воља. И ако дозволите, ако навистина имате страф од Господа, ако се боите од Бога, ќе дозволите да тој го доврши делото во вас. И повторно го прослави Таткото. Видите како се поврзани овие работи. Богобојазливост, мудрост, рековме, разум, она небесна мудрост и прослава на Таткото, прослава на Бога. Видите таа зависност Исусова ја гледаме и преку овие стихови. Јован 5.30. Многу едноставен, многу силен стих. Јас ништо не можам да правам само од себе. Семокниот Бог, кој што зеде човечко обличје, вели, јас не можам да правам ништо само од себе. Знаете, кога човек прави само од себе, обично сами од себе се прославува. За да го прославиш Отецот, треба да живееш според неговата воља. А за тоа треба да си понизен, да си богобојазлив, да си зависен секојдневно од него. Или Римјаните 15.3. Послание до Римјаните 15 глава 3 стих. Уште еден многу битен елемент во животот на Христос, кој што ни е најдобар пример, зашто ни Христос не си угодуваше сам на себе си. Внимавајте, јас не можам ништо да правам сам од себе, овде вели Христос не си угодуваше сам на себе. Ова е затоа што Исус беше богобојазлив. Ова е затоа што Христос имаше за цел да го прослави својот Отец. Ова значи да ја бидеш богобојазлив и на тој начин само можеме да го прославиме Бога. А тоа рековме првата ангелска вест. Зачитаме во второто послание до Коринќаните, 13 глава, 4 стих. Зашто тој, се мисли на Исуса, беше раснат во слабост. Во слабост е подобро превод. Но живее од Божјата сила. И ние исто сме слаби во Него, но ќе живееме со Него од Божјата сила меѓу вас. Богобојазливиот човек е бара Божјата сила. Тој е целосно зависен од Бога. И тогаш кога е најслаб, како што вели Павле, тогаш е најсилен. Затоа што тогаш ја прима и му треба, е свесен за Божјата сила. Знае дека сам во своја сила не може ништо. И ние навистина овде треба да учиме една многу силна лекција, често пати се повторува ова, меѓутоа е многу битен момент.
Треба да научиме да не се подпираме на себе си. А како? Да се подсетиме на оној текст во Римјаните 7 глава, онаа борба која секој од нас ја доживел, или може би се уште ја доживува, борбата на духот и телото. Зошто знам дека законот 14 стих, значи, е духовен, а јас сум телесен, продаден под грев. И така не знам што правам. Зашто не го правам оно што го сакам, туку го правам оно што не го сакам. Имено јас знам 18 стих дека никакво добро не живее во мене, односно во моето тело, зашто желба за добро има во мене, но не и сила за да го правам тоа. Зашто не го правам доброто што го сакам, туку го правам злото што не го сакам. И така го наоѓам 21 стих овој закон, дека кога сакам да правам добро, злото е близу. Вистина со мојот внатрешен човек наоѓам наслада во Божиот закон, но гледам друг закон во моите членови, кој војува против законот на мојот ум и ме зарубува под законот на гревот што е во моите членови. И оној извик: беден човек сум јас, кој ќе ме спаси од ова смртно тело? Токму во моментот кога ја сваќаш својата ништожност и својата слабост, е тогаш започнува мудроста. Односно, тоа е почеток на мудроста. Како што самиот Исус, значи, беше раснат во својата слабост, беше, иако семокниот Бог, всушност беше зависен целосно од својот Отец. Потребно е, значи, да изгубиме довербата во себе, да не се подпираме на себе си. И така ќе станеме богобојазливи, а со тоа и мудри, а сето тоа ќе води кон единство. Меѓусебно соединување еден со друг. Не подпирајќи се на себе си. А на тој начин, преко единството, и највеќе ќе го прославиме нашиот Отец. Она што и на крајот најсилно ќе засветли и значи ќе засветли онаа негова слава во 18 глава Откровение 1 стих. Да не го читаме. Но ако воспротивно си живееме свој живот, не сме богобојазливи, немаме страф од Господа, тогаш имаме нешто друго. Ни збор од единство. Да отвориме во Јаков. Интересна завршница има ова моја тема, меѓутоа ова е доста битен дел. Јаков 3 глава, од 2 стих. И ќе читаме цела глава до 18 стих. Затоа што според она што излегува од нашата уста, и луѓето ценат, камо ли Бог, кој е мудар и кој е разумен, а според тоа и богобојазлив, и кој му оддава слава на Господа, а кој е безумен. Што вели 2 стих? Зашто сите ние грешиме многу. И факт е дека со јазикот, поготово, ама грешиме навистина многу. Нема друг израз, освен многу. Ако некој не греши во зборувањето, че ако има некој таков, тој е совршен човек. Способен да го заузда и целото свое тело. Интересно, че ако го зауздате јазикот, значи целото тело ќе можете да го зауздате. И сега вели, кога на којите им ставаме узда во устата, за да ни се покоруваат и можеме да управуваме со целото нивно тело, ети и корабите, иако се толку големи и се гоните од силни ветрови, со нив управува мощна мала крмичка, каде што сака кормиларовата волја. И за жал, ако се сетиме на оној брод Карпатија, веројатно капетановата волја беше да, според некои кажувања, го завела некоја плауша, според некој друго кажување, некој негов пријател, кој што потекнувал од тој остров тамо од тоа место, па ај сега да се доближат малку поблизу за да на некој начин како ете да му направи кеф на својот пријател и завршија таму кај што не требаше. За жал има, кој што слушнавме, не знам, 11 жртви, а и уште 20 и неколку исчезнати, кои што најверојатно се исто така починати. Но факт е дека навистина бродот со таа едно мало кормилно се управува, може да се скроти. Не дај Боже, нели, освен кога ете
морето толку многу немирно. Така јазикот е мал член, како и нели кормилото на бродот. Но се фали со големи работи. Ова е толку точно. Значи. Колку многу ние се фалиме луѓето. И то со големи работи. Велат, највеќе лажат, највеќе се фалат рибар и ловџија. Ама, кој знае колку сме ние поверни од нив. Ете како мал орган запалува голема шума, што претходно малку спомнав. Навистина, тој мал орган може така силно да ве опали. Јазикот е вели оган, свет на неправда, јазикот се наѓа меѓу нашите членови, го нечистува целото тело и подпален од пеколот го запалува текот на нашиот живот. И јас не верувам дека постои некој од нас тука овде, кој што не бил опален и изгорен од нечи јазик. Не претрпел. Значи, непријатности. Зашто секаков вид зверови, птици, лазачи и морски животни се скротуваат. Замислите, дури денески диви животни успеваат да скротат. Но никој од луѓето не може да го скроти јазикот. Немирно зло, полно со смртоносен отров. Со него го благословуваме нашиот Господ и Татко, а со него исто ги проколнуваме луѓето. Нашите браќа, значи, кои што се создадени според Божјето подобие. Поголемо лицемерие не може да биде. Значи. Од иста уста излегува благослов и проклетство. Тоа не смее, браќа мои, не смее да биде така. Тече ли од изворот од ист отвор, сладка и горчлива вода? Може ли, браќа мои, смоквата да роди маслинки или лозата смокви? Така ни солениот извор не може да даде сладка вода. И сега внимавајте 13 стих. Кој е меѓу вас мудар и разумен? Дали може богобојазлив човек од неговата уста да излегува и благослов и проклетство? Зарем не е неговата цел да го прослави Отецот? Кој е меѓу вас мудар и разумен? Со добро владење нека ги покаже своите дела во мудра смиреност. Ако ли пак во своето срце имате горчлива завист и карање, не се фалете и не лажете против вистината. Тоа не е мудрост која слегува од озгора. Значи, сега има, значи, овде Јаков ни прави разлика меѓу мудроста на овој свет, односно тој ја нарекува, таа не е мудрост која што слегува од озгора, туку е земна, душевна, односно телесна и демонска. Зашто каде се зависта и карањето, таму е неред и секакво лошо нешто. Таму нема единство, таму нема прослава на Божито име. А мудроста која доаѓа од озгора, и тоа е таа мудрост, која што може да се роди само кај богобојазлив човек, оној кој што има страф од Бога, пред се е чиста, потоа миролюбива, блага, покорна, полна со милост и добри плодови, непристрасна и нелицемерна. Значи, таквиот човек со таква мудрост, богобојазливиот, не го благословува Господ од една страна, а овамо фрла клетви и ги проколнува своите браќа и сестри. Тоа не може да биде така, вели браќа Јован. Значи, пред се е чиста таквата мудрост, миролюбива, блага, покорна, полна со милост и добри плодови, непристрасна и нелицемерна, како што беше и самиот Исус, како што беа и мнозина други во Библијата. На тој начин ние му даваме слава на Господа, покажувајќи го неговиот карактер во нашиот живот. А плодот на правдата се сее во мир за оние кои создаваат мир. Значи, единството се постигнува меѓу богобојазливи луѓе. И оние кои што имаат страф од Господа, оние кои што имаат страф од Господа, навистина 2 пати, 3 пати и 10 пати ќе размислат пред нешто да кажат. Кај нас често пати, затоа што се уште сме телесни, што вели Павле на едно место, што ми има расправи, што ми има карање, вие се сте уште телесни. Тој е показател за тоа. Но, значи, дали ја го немаме стравот Божи, дали можеме не се замислуваме тој исти од 7 стих од Откровение вели дека дојде судот. Знаеме дека живееме во времето на судот. Дали го немаме стравот Божи, па затоа ја немаме и таа небесна мудрост и затоа не сме единствени.
Треба да се запрашаме. А живеејќи во тоа последно време, Павле во Ефесијаните не поучува вака. 5 глава Ефесијаните. 15 стих. И така внимавајте грижливо како живеете. Не како немудри, туку како мудри. Искупувајте го времето, зашто дните се зли. Зависите не живееме во зло време. Јас не знам дали еве некој од вас повозрастните се сеќава на такво зло од порано. Дали имало буквално секој ден убиства во Македонија? Зборуваме во Македонија, ако следите вести. Убиства, татко, син, татко, за банални работи. Злоупотреби, кражби. Животот нема никаква цена веќе. Зошто? Затоа што луѓето се безумни, станале безумни. Сметаат дека настанале од мајмуни, затоа. Таквите се безумни, Библијата ги нарекува. Тие таквите не го ценат воопшто животот. За нивниот собствен живот нема вредност. Нити па имаат цел во својот живот. А кажавме минатиот пат, како животот станува осмислен и добива цел. Тогаш кога сеќавате на почетокот читавме, на почетокот земјата беше пуста, празна и темна. Таков е животот на безумните. Нема никаква смисла, па нити пак има смисла за нив некој друг да живее. И Бог рече нека биде светлина и бидна светлина. Кај оние кои што бидна светлина, таму веќе се гледа смислата на животот. Таму се гледа вистинската вредност на животот и нашето постојање. Зошто воопшто постоиме? За да го прославиме нашиот Отец. И не постоиме за да умреме, туку за да живееме во сета вечност заедно со Него. Значи, искупувајте го времето, зашто дните се зли. Живееме во тоа последно време, кога навистина буквално не смееме да губиме време по глупости. Зборувавме за јазикот во Јаков. Сето време на оговарање, сето време кога зборуваме за некој трет, четврт, јас си порано сум го кажал, тоа е губење време. Наместо ние да се испитаме, да видиме дали стоиме во верата, да ги измириме нашите души со Господа, што проче ми се прави за време на Јом Кипур, ние се бавиме со животите на другите и така си го губиме времето. И затоа не бидете неразумни, туку разберете што е Господова волја. Господова волја е нашата спасение, нашата посветеност. И не се пијанете со вино, во кое е разузданоста, туку полнете се со духот. Тоа е оно што ни е потребно. Зборувајте се еден на друг со псалми и химни, со духовни песни. Денеска читавме еден стих, дека како наближува последното време, ние не треба да ги напуштаме собранијата, туку треба да ги збиваме редовите, ама тоа е случај ако навистина сме богобојазливи. Ако навистина имаме страв Господов, и видите што вели овде, да се храбриме со песни, со химни, со псалми. Пејте му на Господа и воспевајте го во вашите срца. Значи прославете го и преку песна. Благодарете му секој за се на Бога и Таткото, во името нашиот Господ Исус Христос. Покорувајте се еден на друг во страв од Христа. Или во страв од Господа. Значи, повторно, таа покорност еден меѓу друг, таа понизност е можна само ако сме богобојазливи, ако имаме страв Господа. На тој начин само и ќе можеме да му дадеме слава и да го прославиме. На тоа и сме повикани, не само да ние преку нашиот живот го прославиме, туку и да ја објавиме таа вест до другите да ја слушнат, да слушнат за вечното Евангелие, да слушнат зашто воопшто постојат, која е смислата на нивниот живот и да го прослават и тие, нашиот Творец, Создател и Откупител. Нека му е слава на Бога. Амин.